Климатизерите се речиси неизбежни во топлите летни денови, но како граѓаните правилно да ги користат уредите и колку често треба да се чистат филтрите? Одговорите ќе ги слушнете од машинскиот инженер Предраг Додиќ. Идеалната температура не можеме да дефинираме нака баш прецизно. Се зависи од тоа дали стамбениот простор е добро изолиран или не е, затоа што таа температура ќе зависи од тој аспект. Ако е добро изолиран објектот, тогаш температурата на идеална температура би било некаде 24-25 степени да ни биде во соба. И тој ефект може да го постигнеме ако не е изолирана потешко, додека ако е објектот изолиран, тогаш тоа температура ќе ја постигнеме поблиску. Тоа идеалната, што ја викам идеална температура. Значи првенствено добар изолиран објект, температурата ја местиме негде на 25 степени. Не ја местиме никогаш на многу ниска температура, затоа што климата нема да може да ја постигне таа температура, ќе работи многу долго и ќе дојде до мрзнење на овие надворешни единици што се викаат. Додека за овие што се потешко изолирани објекти, тука е малце уште потешка работата. Потрошувачката е уште поголема, затоа што тогаш речиси ќе нема исклучување на самата книга, постигнување на таа некој 25 степени температура, 24, која што би била некоја попријатна за седење и за живење. Инверте климите, да, работа на подобар принцип него овие што се постарите клими. Инверте климите се најдобро е да останат вклучени, затоа што климата е подобро да ја одржува температурата отколку да лади нон-стоп. Ако исклучиме климата, температурата ќе се зголеми внатре, кога ќе ја вклучиме, ќе сакаме да оладиме, ќе треба подолго време и ќе треба повеќе потрошувачка на енергија за да ја постигнеме таа температура, па повторно кога ја исклучиме и тоа варирање на таа температура од 30, да кажеме, 28, па да ја доведеме повторно до 24-25, треба подолго време и климата ќе троши многу повеќе енергија. Додека да се остави на останала температура, рековме 24-25, и да можете да се одржува на некој начин колку е можно, зависно пак рековме од колку е објектот изолиран, за да може да ја одржува климата, да може да се исклучи и да може да ја одржува температурата некоја константна, да кажеме. Бидејќи сега користиме повеќе клими, треба да се менуваат филтрите на самата внатрешна единица и надворешна нема филтри, меѓутоа да се одржува објектот, да се одржува климата, уредот да се одржува чист од надворешни влијани, од надворешни нечистотини и внатрешната што е единица, филтрите да се чистат ако е можно на секој 2 недели до 4 недели, максимално, да не се чека многу повеќе од тоа, за да и самата клима не се оптеретува затоа што има запушени филтри од нечистотија и нема да може да ја постигне самата работа и да може да олади самата просторија, а и заради здравјето на самите луѓе кои што во тие филтри може да се развијат микроорганизми и бактерии кои што може да ни влијат на нашето здравје.